Преоѓаме на две жени, кои што се нашата следна содржина, бидејќи мојата колешка Елизавета Спасеновска е на линк негдека каде што има археологија, а ако не се лажем, соговорничката е представник на женскиот пол. Елизавета, повели. Добро утро. Денеска се вклучуваме од музеот на отворено во Тумба Маџари во населба Маџари. Станува збор за локалитет кој што е изграден во 2008 година, меѓутоа со цел да покаже како се живеело тука пред 8000 години. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Елена Канзурава од Археолошкиот музеј. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Се надевам дека пријатно се чувствувате овде во музеот под отворено, Неолитското село, како дел од археолошкиот локалитет Тумба Маџари. Елена, јас сум навистина пријатно изненадана и би рекла и вчудена видена од тоа како изгледа овој локалитет и штета што моравме да избереме дали ќе снимаме внатре во една од куќите или надвор, за да можеме и на нашите гледачи да им покажеме и како изгледа целокупниот овој музеј на отворено, меѓутоа за тоа ќе ги повикаме и самите тие да дојдат. А за почеток би ве прашала што всушност представува овој музеј на отворено, од кое време датира? Така. Значи, најнапред да се вратиме на почетоците, некаде кон крајот на 60-тите години со рекогносирање е откриена населба, тоест локалитет кој што потекнува од младото камено време Неолит или пред хронолошки во бројки изразено пред 8000 години. Значи, многу често љубам да кажам и во ова прилика ќе го споменам дека градот Скопје е еден од многуте ретки светски градови кој што на својата територија има археолошко богатство кој што датира од пред 8000 години. Значи, на само 7 километри од центарот, од плоштадот на Скопје, овде во општина Гази Баба, кон крајот на 70-тите години започна првите археолошки истражувања на овој локалитет и интензивни систематски истражувања имало во 80-тите, 90-тите години. Тие истражувања трае до пред неколку години, во иднина исто така ќе продолжат. Сега што е всушност карактеристично за овој локалитет? За овој локалитет е карактеристично што изминатите години беа пронајдени многу живеалишта, куќи кои што биле изградени од природен материјал, тоест од оној материјал кој што нашите предци пред 8000 години го имале околу себе. Тоа е дрвото, глината. И во тие куќи, ние археолозите, наоѓавме разни предмети, најчесто садови, разни керамички предмети, наоѓавме дел од нивната покупнина како печки, огништа и секако овој локалитет е карактеристичен по оние керамички фигурини со представи на големата мајка, кои што мислам дека веќе на пошироката јавност и како и се познати. Големата мајка може да забележите нашите гледачи позади нас. Тоа е, јас ако не се лажам, и символот на општина Газибаба. Како што кажав и во најавата, овој локалитет, односно овој музеј на отворено е изграден неодамна со цел да привлече што е можно поголем број посетители на нашите гледачи, на граѓаните, да им покаже како се живеело пред 8000 години. Како всушност се живеело тогаш? Значи овака, во Тумба Маџари во науката веќе одамна е афирмирано и познато и како што реков, она архитектура која што била изградена во тоа време не може да издржи во земјата, значи не наоѓаме ние куќи изградени од камен или друг подсврст материјал, како на пример во Стоби Хераклеа, за тоа нели да го оставиме и јавноста да се создаде сопствена перцепција за времето во тоа време, бидејќи е потешко да се објасни овој период на пошироката јавност. Во 2006-2007 година дојдовме на идеја да го изградиме овој мал комплекс, музеј под отворено, популарно наречено Неолитското село, и со голема поддршка на Министерството за култура, општина Гази Баба, управата за заштита на културно наследство, во 2008 година го направивме овој мини комплекс. Еве, во моментот се наоѓаме во една од тие куќи и камерата може и да регистрира дека околу нас се наоѓаат керамички садови, се наоѓаат огништа, печки, значи сето она кое што луѓето го користеле пред 8000 години.
На некој начин ни покажуваат за начинот на кој што живееле. Освен оваа куќа во која што сме сега, уште колку други вакви има во целиот комплекс? Значи, во целиот комплекс има уште 3 овакви куќи и се наоѓа уште една поголема просторија, наречена училница, каде што се одржуваат разни едукативни активности. Има исто така има изградена сувенирница, но за жал таа се уште не е пуштена во функција. Спомнавте едукативните активности, сега само по себе ми доаѓа и следното прашање, дали тоа значи дека овде се организирани и посети на ученици? Да, неолитското село е доста популарно и познато во образовните установи, училиштата, градинките и во текот на својата настава овде често доаѓаат и одржуваат разни настави и проекти, особено по предметот историја, каде што се изучува предисторијата на територијата на Македонија. Освен организирани посети, доаѓаат ли посетители доаѓали од околните населби или пак може подалеку од други градови од Македонија? Да, пред ситуацијата со короната, Тумба Маџари, тоест неолитското село, беше доста посетувано, како од училиштата, така и од обичните посетители, секако од посетителите од странство. Дали е влезот слободен? Официјално влезот е слободен, значи за индивидуални посети влезот е слободен, но доколку има организирана посета, тогаш се плаќа символични 30 денари, кои што се уплаќаат на сметката на матичната институција Археолошкиот музеј на Македонија. И да ни кажете само уште од колку часот наутро се отвара овој музеј на отворено и до колку навечер може да прими посетители? Така, работното време од среда до петок од 8 часа до 14 часот, а за викенд од 10:30 до 17:30, државните празници, музејот не е отворен како и останатите музеи во тие денови. И би сакала исто да надополниме дали тука има и овластено лице кое што би можело да им објасни на посетителите која куќа, за што станува збор, за што служи, да речеме, некој вид на прошетка и тура. Значи, неолитското село кадровски се уште не е концепирано. Во моментот за неолитското село се грижи домаќинот Тони Митрев, кој што на посетителите, оние кои што се заинтересирани, може да им пренесе повеќе информации. Инаку во сите куќи има информативни табли на македонски и на англиски јазик, каде што посетителите може да добијат многу информации. Исто така имаме и веб страница, тоа е Тумба Маџари МК, исто така имаме и на социјалните мрежи наш профил. На секој заинтересиран посетител му даваме исто така бесплатни флаери, значи информации имате од сите страни. И нас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг, меѓутоа и веќе се надополнам на ова последното кое што го кажавте. Јас би посоветувала и би препорачала наместо на интернет и на социјалните мрежи да дојдат тука и од тука да се информираат за тоа како се живеело пред 8000 години, затоа што навистина ќе бидете позитивни изненадени доколку прв пат доаѓате во Тумба Маџари. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам на вашиот интерес. Се гледам. А по овој информативен разговор ние се одјавуваме од тука. Ќе се прошетаме уште малку низ останатите куќи, меѓутоа за жал времето предвидено за разговорот завршува, па се вклучуваме во студио.